Радивој, Повелете, домаќини вие дома. повелете. Дома сме. Влезите. Што правите? Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро дојдовте уште еднаш. Добри, убаво ми е, мило ми е што Како е Требовље? Еколошки чисто, здраво, значи супер, за живење супер. Баш ми е мило. Да. Што имате ново да се пофалите за Требовље, а? Па, посебно за Требовле е во градба, се градат Нови жители, ќе има? Нови жители, градби нови има, значи тоа е најново што Баш ми е за мило. да се обнови селото што се вика. Убаво, да. Значи ќе има и млади во Апсолутно, текот на да, летото да, и во да. текот на зимата. Редовно доаѓа и зиме, и водици кога се слава, и други слави, значи и зимниот период, и летниот период. Во секоја сезона луѓе имаме редовно. Си доаѓа и кои се родени овдека, си доаѓа и други кои сака да се прошета, нели, убавината да ја видат во Требовле, да видат чистотата, да видат како се живее. Повелете, седните. Фала. Што ради го се да ни објасните вие тековно како од твоите сознанија, од твоето пренесено, например, од дедо, татко, како починало смоларењето, какви сознанија имате вие да не воведеш во начинот на обработката и собирањето на смолата, да се донесе од терен, од планина, од боровите, па до нејзина обработка? Па што се однесува до смоларењето, тоа е стар занает на нашето село Требовле, така и Брезница и Тажево, овие се три села од Македонски Брод, кои се бавеле со тој занает, кој занает бил и животно прашање, мислам, за екзистенција на луѓето. Тоа било главна определба на луѓето покрај земјоделието и сточарството, нели. Сега тоа смоларење поодамна е, како што кажуваа нашите родители и дедовци. Тоа уште од прадедовци, значи, се работело и нашите дедовци, нашите родители, моите браќа како постари, значи, и до ден денеска еве јас што се вели работам. Сега како прва фабрика што била за да ја прима робата, смолата, мислам, од луѓе во производители што биле, првата фабрика била во Јасен Блоков, во Капина, местото викано Капина. И Чига била таа фабрика? па таа фабрика нормално државна фабрика, да, во државата, да, немало тогаш приватни сектори. За кој период ни кажуваш, за време на Југославија, за време Па тоа било која година од прилика? Тоа било уште порано, значи тоа поодамна се работело смоларењето. Не сме биле ни Југославија, ми републики кои што се заедно. Значи тоа пред втората Па светска војна. пред втора светска војна се смоларело, се работело. И таа фабрика ја откупувала, како прв магазин бил во Модришта, кој што луѓе во носеле смолата, као нормално одбор кога се собирала транспорт. Ние во тоа време коњот бил превозно средство каде што ја носеле смолата и тука, нели, магазинерот кој што ја прима смолата им вршил исплата на нашите родители, на нашите дедовци што работеле со смоларењето. И таа фабрика по некое време се затвара, таа била мала, примитивна фабрика во Капина, во Јасен, и така се направи после нова фабрика во Скопје Пролетер. Сега начинот на смоларењето бил, тоа така се вика, македонски начин на смоларење. Значи целото дрво се делка, се делка, тоа белење го викаа луѓето старите, се делка само од 10 до 20 сантима на едната страна му се остава од корен до нагоре за да живее борот, дрвото, да преживува, значи да се не суши. Да го користиш, да смолариш, а за да дрвото си живее, значи од 10 до 20 сантима се оставал простор. Тоа е многу, не се сушеле дрвата? Никако сушење, исклучиво од болест или па ако се окаши од снег.
инаку немало проблем да се А после суши. текот на неколку години, дали се обновувала кората или не? Така станувало Постепено од двете страни се обновува. Значи, како се смолари дрвото нагоре, зашто они смолареле, има специјални секирици, ќе покажеме горе практично каде што работеле. Дрвото го смоларале до 4 метра височина. И се од почеток како што се смолари, тоа постепено како одминуе со делкањето нагоре, тоа одоздола постепено од двете страни се затвора, се зараснува. Да. Природа. Да. После некаде 50-тите, 60-тите години се сменува системот на работа од македонски. Наредба дојде родителиве наши да смоларат на германски начин. Да. Тој германски начин, значи претходно на македонски кога се работело, директно тие се со специјални секирици се правеле во самото дрво долу кутлици, викале, каде што се собира смолата. Така. Кутлици. Меѓутоа, тоа на македонски начин завршува, веќе кога дојде на германски начин да се смолари, фабрикава набавува лончиња земјени и прибор за работа, тесли, стругови, се што трчекич, ова што треба секач за шилките местење. Значи, фабрикава и набавува и на отплата им дава на луѓето, како носат роба долу и на отплата им дава тоа. И на германски начин работењето е, значи, половина од македонското дрво, половина да се користи, како што се користело целосно, половина. Демек било штетно така дрвото. Многу се малтретирало дрвото, демек штетно било да се целото дрво смолари и така. На германски начин половина од македонски, ама више кутлиците се изостануваат, него фабриката, како што реков, набави лончиња, прибор за работа, се. Тоа се работеше само една година. Наредна година доаѓаа шумарите, тие задолжени за тоа. Вика, собира родителиве состанок в село и вика, нареднава година ќе го смоларите борот на француски. Вика, ако вика, што ќе правиме сега германски на година, се француски, што ќе биде тоа смоларење, какво смоларење ќе биде тоа, вика. Исто, вика, се користа лончиња, приборот за работа исто, ама ќе се смолари, вика, од 8 до 12 сантима ширина. Значи ти е уште помал Да, простор. од 8 минимум до максимум 12 сантима дрвото да се делка. Ништо повеќе, ништо помало. И дури имаше претња, ако шумарите беа за тоа задолжени со метро мерат, ако си прекорачил пола сантим, ти поднесуваат пријава, казна. Казни огромни, таа што ќе заработиш парите, повеќе од пола ќе ти земат за казна. Дури имаше случаеви. Мојот родител, татко ми Димитрија, еден имаше методија, пео дури по месец дена одеа за така прекорачено во затвор по месец дена. Значи тоа беше, тоа лично го знам, јас бев пораснат малече, ама пораснат бев. А кој период е тоа? 40-тите години? Тој период веќе 60-тите више, тоа 60-тите години, да. И како што реков, више и до ден денеска се остана тој систем на работа, на француски начин смоларење. Тоа ќе го покажеме горе како се работи, како се средува, како се смолари. Сакам да ве прашам нешто во врска, имам сознание дека од Русија, од Москва, 1935 година во тој период, па некаде до 45 и 6 година, едно големо семејство од Русија е дојдено. Семејството Малахови. Да, Малахови, да. Семејството Малахови, каде што тие биле и доста образовани луѓе. Писмени. Биле инженери, биле луѓето познавачи на природата и љубители. Да. И еве од Македонија дошле во Порече, меѓутоа не секаде во Порече, туку дошле во Требовле. Го избрале Требовле. Требовле, да. Тие поминале доста долг период во Требовле. Јас колкуш имам сознание дека семејството Малахови биле татко и мајка со нивните синови. Да. Фамилиарно. Тие биле доста поголемо семејство и
Нешто да ни кажете за нивниот живот, за семејството Малахови, вие што имате сознание. Како што ни кажуваа родителите, они се доселиле овдека под селото долу, бидејќи таму и вода има кај што тече, кај што не ми одговарало за живење, бидејќи они направиле како мини фабрика за катран варење. Така. Прво изградиле куќа за живење, значи прво куќата направиле за да живеат и после таа мини нивна фабрика за катран варење, специјално за катран варење. Дрвото го користеле смолареното, значи нашите дедовци, прадедовци, родители што го смолариле више, што завршило со 3-4 метра смоларење, они го купувале за пари тоа дрво, го користеле само исклучиво белениот дел, борината, белениот дел. Другото така си пропаѓало, тогаш немало трговија за техничко дрво. Другото така си пропаѓало исклучиво, они беленото дрво го земале. Јас знам, имаше делови од тоа мини фабриче што беше направено, тоа уште останати делови имаше, каде што тука дрвото, значи боринава дрвото смоларено го цепили и ќе го редат све тоа со железна врата, фино ќе го направат, околу созидано тоа фабричето со камен. Знаете тоа железниот дел каде што се мести ќе се наполни со железна врата, значи боринава ќе се среди внатре и со железна врата исто си се затвора и наоколу и згора покриено, свод направено слично како на варници овие што и прават луѓево, значи со свод згора покриено и од едната страна врата оставено и се заложува огон на сите страни. Се заложува огон и железово па прилично 4 мм дебелина може беше. Ќе се загрее од температурата на огнот и специјално со корица дола спроведено и си тече во садови го чека катренот. Значи тоа го затекнав јас како било. Инаку они долг период живееле, рано доселени уште пред Втора светска војна. И така го нашле местово многу згодно за живење и со тоа екзистирале, нели? Како го вареле катранот, после со катранот произведувале јулје, и јулјето го продавале. Значи тие имале некоја своја техника и со... претходно тие биле веќе запознаети со... запознати, да. И моите браќа како мали ми кажува, вика, кога одеа со овци, вика да ми наберете печурки. Вика, ние не знаеме кои, само две врсти знаеме што се јадат, ние што знаеме, други собираме све, вика, и отровни, и неотровни, све е куп, и му несеме, вика, на русите, и ќе одберат, вика, овие се отровни, да ни собирате другиот пат. Овие се јадат, само тие ќе ми носите, и луѓето им плаќале. На децава, на браќа ми им плаќале за печурките, што собирале за јадење, разбираш. Тоа. Како е животот денеска со смоларењево? Тежок е, се бара смолата, дали има семејства што се уште ја употребуваат? Како еве вие ќе ни го објасните тој начин? Па, смоларењето згасна откако се произведе вештачка смола. Тогаш природнава смола више цената му падна и луѓе разочарани помалку се помалку произведуваа на смола. Инаку зависи кој колку хектари шума имал. Некој ќе произведе 500 кила, некој ќе произведе 1000 кила, некој 2000 кила, некој 3000 кила, значи зависи кој колку има бор, разбираш. Тоа значи на приватна шума вие? Да, собствена, да. Значи собствена приватна, вие сте собственици на ваша приватна шума. Да. Па тоа е битна работа за... Па, реков да тие три села, значи Требовле, Брезница и Тажево, главна екзистенција за фамилиите бил борот покрај земјоделието и сточарството. Да. Сега, веќе тој магазин се затвора, отвара после во Близанско, во Модришта се затвара, па после отвара во Близанско. Извесен период, неколку години, смолата нашите родители ја носеа браќата во Близанско. После тој магазин исто се затвора, па го преселуваа во Брезница, долу во реката, долу во Треска. Таму и јас сум носел, со брат ми смола сме носеле, работевне. Меѓутоа, ви реков, тогаш турбо се работеше, убај пари се земаа за смолата. Значи, исплатлива работа. Да, исплатлива работа,
Меѓутоа, откако се почна да се произведува вештачка смола, договори се правеа со директорите, се пониска и пониска цена, и така луѓето се разочара, постепено изумираше тој занает. Колку имате вие сознание дека во денешно време, еве 2024 година сме сега, кога колку отприлика имате вие ваши соселани што работат со смолата, други луѓе што ги познавате од други села, кај што рековте дека има ова, колку вие имате некоја представа колку луѓе се занимаваат со смоларењево? Па, замре начисто во Брезница има еден дечко, млад дечко, еден смолари. Во Тажево нема веќе жители, не постојуваат, иселено е начисто Тажево. Во Требовле бевне двајца, јас смоларем и едно дете комшија до мене, сега е покојно, се разболи, нешто почина. Значи тоа е останало смоларењето во поречие скоро во историјата. Да, смоларењето остана више во историја, жална работа, а еве и денеска се побарува смола, мислам. Сега порано фабриката кога ја откупувала за лакови бои, правење тие други работи, меѓутоа смолава пак која ние куваме се произведува нефт. Нашите старите луѓе го викале нефт, иначе стручно терпентин се вика тоа, кој е многу лечлив за реума, за пушачи, например, кои што се страстни пушачи, кои што чадот го трга во себе си, разбираш. И нефтот е многу користен, од една капка до 3 капки максимум во лажичка шеќер или во лажичка мед се користи, и белите дробови ќе му стават стакло, ќе му се очистат и човекот нема да има проблем. Колку е цената? Како е цената на нефтот? Цената моментално на нефтот е 1500 денари литар. 1500 денари, Имате побарување, имате Па да ви кажам искрено, има луѓе проблеми, здравствени проблеми кои што имаа побарувачка, не значи да земе литар, може да земе 100 грама, може да земе по 200 грама, 300 грама, пола литар, некој сака литар да земе. Да, исто и смолата има побарувачка. Да, се мери на капки на шеќерот, на лажица со шеќер? Да, со капки, со како за очите. Се почетнички, може една капка да користи неколку време. По една капка, да, и после може по 2 капки и максимум до 3 капки да користи. Секој ден, може и 2 пати во денот да користи, значи не само еднаш, и ќе осети подобрување. Баш има двајца прилепчани овде, дојдоа еден стар човек, беше 70 и неколку години, другиот беше околу 45 години и ми вика, по младиот го заборавив, стариот Димче се викаше, по младиот го заборавив, вика, јас сум се разболел од карцином, вика, на белите дробови. Чув за Требовле дека се произведува смола, од смолата нефт, вика да пробам. Бил на терапија неколку месеци, не осеќал подобро. Доаѓа сега, починат одамна, Стојмир се вика овде човекот. Ние бевне тогаш иселени со сопругава во Бравеница, татово живеевне. Зел од кај него нефт, он му рекол еднаш на ден, од капка до 3 капки максимум. Ја викат користев, тоа очевидно овдека сведок. Значи, по 3 пати на ден вика користев, неколку месеци. И после требаше, докторот ми закажа за да одам на контрола. И отидов на контрола, ме проверува и си ја мафна главата, вика докторот, какви лекарства, вика, употребуваше покрај ова зрачењето. Видел на зрачење. Вика, докторе, може би ќе се смеете или па нешто ќе ви биде чудно, јас чув за село Требовле дека се произведува нефт од смола, природно од црн бор. И отидов да купам, реков ќе пробам и од тоа сега. Неколку месеци, еве, пред да дојдам, вика, кај вас, 3 пати на ден користев од една капка до 3 максимум во лажичка шеќер или мед. После месец користење, вика, на нефтот, осетив некако полесно ми на организмот, некако подобрување, некако осеќам. И јас си продолжив така, вика, и се подобро и подобро, вика, осетив. И докторот, вика, си е мафна главава и ми вика, свака час, вика, немаш ништо, вика, од карцином си, бил, вика, излечен, вика, немаш ништо, здрав си, вика. Да. И купија тогаш и 2-3 кила нефт купија и рак и други работи купија. Да.
Сега денеска ние сме дојдени еве кај вас овдека да вие сакаме практично да ни покажете како од некогаш, па еве до ден денеска, вие како ваш занает е смоларењето во Требовле, во Поречиево, како значи тој начин на смоларење од 50-тите или и пред тоа, значи и од 40-тите години. Да, и пред тоа, стар занает. Стар занет. Сакам да кажам, во најново време, како до ден денеска се смолари. Сакаме практично да отидеме, да не однесеш кебровите, Да, ќе појдеме на лице место. На лице место. Да. Еве, денеска е 20 јуни, 20 јуни, да. кога веќе во Требовле починате со Па воекот на воекот на работата, у нас се работи. Така. Значи се работи 3-4 месеци кога е најтопло. Тогаш смола највише тече. Инаку посебно мај месец да го значиме, каде што во борот не смеш ништо да чепкаш. Во мај месец борот цел месец се наоѓа во цветање. Сега мене баш и лично мене ми е интересно. Ево вошкиве сега ќе гледаме, викаме прво цветаат сливите. Па цветаат после трешните, па цветаат јаболката, најодете цветаат оревите и од последни костено цвета. Боров, ако е црн бор, тука немаме бел бор или некоја друга врста, се е црн бор. И сега и мене ми е интересно, исто и он како вошкиве цвета. Исто како вошкиве, значи боров не цвета, например, денеска или утре свет целосно расцветан, него и он како вошкиве што цвета, да. И борот цвета и така, значи во цветање се наоѓа цел месец, прво смреката цвета, значи таа му е предводник. Прво смреката цвета, после неа борот почина со цветање, меѓутоа цел месец се наоѓа во цветање. Тоа е во месец мај. Во мај. И тогаш не смееш борот да го чепкаш, исклучиво се вика тоа руменење, горната кора, дебелата кора, кај што сакаш лонче да ставаш да осмолариш. Исклучиво можеш да работиш само горната кора со секира да му е отклониш, за поќе топлина да офаќат борот, кората дебела извадена, за повеќе топлина да добие за да тече повеќе смола, а и при самото делкање, кој ќе го бели, што белење се вика, при самото делкање ти олеснува во работата. Значи нема дебела кора да се замориш, али најбитно што топлина добијат кога кората му е одземена на тој дел, повеќе топлина, повеќе смола дава. Сега борот исто како кога чуваме стока крави на пример. Некоја крава дава 5 литра млеко, некоја дава 10, некоја 20 литри дава. Тоа може зависи и од теренот каде е нараснат борот. Дали од теренот, важно голема разлика постои меѓу дрвата. Од дрво до дрво. Јас кога ја собирам смолата, некој бор, значи од 8 до 10 пати делкање, белење во месецот, цел месец ќе те фати, за да дојде до собирање од 8 до 10 пати, на секој трети или четврти ден се делка, некој бор половина лонче ќе наполни. Некој едно лонче ќе наполни, некој, зашто се работи за сумаро, преку 600 дрва се работат. Некој 2 лонца, некој 3 лонца, некој што се прваци, може да наречам во борот, во дрвата, 5 лонци ќе наполнат. Значи има голема разлика во самите дрва, како исто со кравиве стокава. Некоја дава повеќе, некоја дава помалку смола. Исто и кај луѓето. Има добри луѓе, има и недобри луѓе. Па сега можеме на лице место да појдеме в шума и практично да покажеме како се работело на германски, како се работело на македонски. Сега ние сме на гости кајте, мислам не гости, туку ние сега дојдовме кај вас, ви испочитувавме и еве убаво предложивте, значи да се оди на терен и да видиме во борот да појдеме и практично да покажеме како работеле старите и до ден денеска како се смолари. Готово се спремити, ја? Да, алатот го спремивме за работа. Тоа е ова сега, вакви, Сега ќе покажеме се со ред. Ова е секирица на македонски што работеле нашите дедовци, прадедовци, нашите родители. Да. Ова е специјални секирици, ова кратка, на пример, до ова известна висина. После имале од 1,5 метри рачки за држање за повисоко. Дури и од 3 метра, бидејќи 4 метра смолареле, што повеќе дрвото го смолариш нагоре, поќе смола дава.
Што повисоко повеќе смола дава. Значи имале држали и до 3 метра да докачи и ту самиот колку е човекот висок до 4 метра. Значи оваа секирица со неа работеле. Специјална секирица и една секирица имале, таа немам што и правеле котлиците долу за смолата да се собира. Таа немам секирица. Сега. А ова што ти е одовде? Тоа е срук, сега ќе покажеме, сега ќе изнесеме све алатите. Со ова Тесла специјално, со ова делкаме, го белиме борот. Со ова Тесла. Ова Тесла ја користам, таа смола што лепи на дрвото, 2-3 години ако не го менјаш лончето, таа неколку смолата лепи на дрво. Со ова Тесла ја сружеме смолата есено време во ова. Значи овдека се чека смолата, се сруже и се тура во кант. А ова што ти е? Тоа е железно лопаче од лончињата каде што се собира смолата. Железно, порано имаме дрвени, ама дрвените се тупеа и затоа направиме железни. Сега, за да се постави лончето, фабриката ми ги даде овие стругови. Малу физички напорно, сега колку е сега што тие треба како жиле да бидат остри, зашто дрво. Со дрвово му правиш, со стругов на дрвото му правиш косина. После со Теслата се заделкува и на лице место ќе покажеме практично и лончето да се постави и шајка под лончето да му се среди. Ова Тесличка мала ја користам веќе. Ова алат ги доставивме бидејќи ми беше тешко како иновација ние со плякчиња после. Како иновација овие плякчиња ставаме зашто ова понапорно беше за работа. Ако наместиш 50 дрва денеска со стругов, веќе со плякчиња поставуваш 100 дрва, дупло и полесно. За да го поставиш плякчево, прво ова Тесличка косо нагоре со чуков се удира и не е извадена одма од оздола после плякчево ќе навалиш Тесличка, плякчево ќе ставиш малце и ќе почукнеш со чекичот да влези и после му се става од оздола лончето, нема лонче, горе ќе покажеме вбор и шајка му се поставува. Сега за да тече смолата во лонче, ова е секач, под косина, значи под косина од двете страни, се чука, ќе зачукаш и дрвени шилки. Овие се дрвени шилки, секачот го ваѓаш, шилката ставаш со чекиќе почукнуваш да се зацврсти, тие значи доаѓа вака. Под косина директно во лонче да тече смолата. На плекче, значи плекчево како што е поставено и под косина се ставаат, под косина шилките се ставаа на плекче и од плекчето директно се тече смолата во лонче. Кој ќе се наполни лончето, имаме резервни лончиња, оставени на тие што се прваци што течат повеќе, одмах полното го вадиш, му ставаш празно и идеш дале да работиш. Ово е основниот прибор кој што без него не може да се смолари. Радиво, и ова карактеристично дрво пред нас што е? Карактеристично е по тоа е скоро 3 метра сум го смоларел, затоа што е овде во дрвава што смоларам во Боров е првак со течење на смола. 8 лунци полни во тој месец дена кога треба да собирам целиот бор кај што смоларам. Колку години има ова ваша претпоставка овој бор? Старост мислите на дрвото? Да. 100 години најмалце. Тие многу од најспорите дрва што растат. Има преку 100 години, значи тоа дрво. Ова на кој начин е смоларено?
Ова на француски начин, али ние сме го прошириле делгањето како немаше више контроли да се вршат, како што кажав, од 8 до 12 сантима прешник, ништо повеќе. Сега го белиме некаде и до 15 и 20 сантима, што пошироко го делкаш, повеќе смола тече. И сега немаме такви контроли да ми претат, не треба така да работите, не, да е слободно. И така пошироко го делкаме, повеќе смола дава. И висината, што повисоко, повеќе смола дава. Да. Ние денеска ќе видиме повеќе начини на смоларење. Сега ќе видиме на македонски начин како смолареле старите дедовци, прадедовци, нашите родители. Тоа значи од многу стар период. Да, многу стари дрва, сега ќе покажеме пример. Со наше доаѓање вака на терен, еве, ова вие ни го посочивте како еден ваш пример. Што е ова дрво сега, да ни објасниш? Овој бор е смоларен на македонски начин. Значи, дедовци, прадедовци, нашите родители. Колку години има овој бор вака? Овој бор, како што се гледа, има може 200 години старост. Смоларењето е некаде околу 3,5 метра, јас реков помалечки секирици за понискиот дел. Значи, до некаде, докај што можеш да докачиш. После правеле рачки и до 1,5 метра и до 3 метра, зашто до 4 има уште повисоки дрва од ова, како до гранката смоларени, значи скоро 4 метра. А ова не му смета корава да му е... Овија дел одаваде што е оставен за дрвото да живее. Значи овој дел кругов на македонски се смолари се делка, а од овој дел од оздола му се остава кора од 10 до 20 сантима за да живее дрвото, да се не суши. И го обработуваш и во живот се наоѓа дрвото, борот. Сега овде долу му се прават патеци линии, тие се сега зарастени, зашто ова е работено пред 100 години. Сигурно има више од 100 години како е работено, се гледа по староста и затоа овдека зарастени му се тие патеци линии кај што треба во кутлицава да тече смолата. Значи тоа е тука за кутлицата. Со специјални секирици оваа кутлица е правена долу, али сега е зарасната и земја нешто е наполнета, тие се големи кутлици. Дури некои дрва како што течат многу, ќе му направат една кутлица еден дел и после ќе му направат една линија, ќе му стават уште една кутлица доле. Значи тие дрва што течат повеќе по две кутлици им правеле. А има дрва со повеќе што течат и помалку што течат? Да, различити дрва, значи има различити врсти, од пола лонче што полнат, па цело лонче, 2 лончиња, 3 лончиња. Има неколку, 2-3 дрва, не се многу, што полнат и по 5 лонци да собираат. А што е работава? Што сте забележиле разликата меѓу таквата природа кај... Таква природа како кај стоката, како кај кравите. Некоја крава дава 5 литра, некоја 10, некоја 15, некоја дава и 20 литри. Така е и со борот. Така, ова исклучиво е црн бор. Исклучиво црн бор, да. Бел бор има некаде во Берово, Кочани, а инаку овде овие 3 села, Требово, Литажево и Брезница, е црн бор. Црн бор. Има побарување на боров? На смолава вие што... Па побарување има, цена има добра, меѓутоа нема кој да работи. Инаку и цената е добра, не е лоша, кило, варена смола кило 7 евра. Што можам да речам и од медот поскапа. Ама нема кој да работи. Колку површина имате на ваше име, вие Па, како... на наше име 7 хектари шума има. 7 Да, 7 хектари. А за време на пожарот колку имавте штета вие? Па, заеднички со браќата што ги имаме позади ридот, одма тука према езерово Козјак, 4 хектари наша шума лично изгори. Не можеше да се спаси, а од цело село, да не зборувам, има можеби преку 200 хектари изгорено. Жално. Жално и тоа невидено. Жално, да. Али имаме такви луѓе кои што не уживаат во природа, не знам како да речам. Тоа е сепак трагедија и за Македонија. Апсолутно. Значи за поречието не зборувам, ама за цела Уопшто за Македонија. Па ова е зелено дрво што произведува кислород и лете и зима, сите временски периоди. Не е ова како дабот ќе му падне шумата, она после нема кислород. Ова дека е начин на македонски. Да, ова е начин на македонски. Собирање на смола. До 60-тите години се смоларело на македонски. После една година, реков, на германски и
А Да. германскиот начин имаш тука некој пример да ни кажеш или Па нема се исечени од маркирацијата, а маркирација што се беше тоа исечени. покарактеристично од македонскиот? Од македонскиот веќе не се користат котлици, не се користи целово дрво на македонски, него половината. Значи не целото, половината, исто со вакви патеци, не со шилки, исто му се прави вака патеци, ќе му се клајат патеци со секира убаво направени и му се става лонче земјено и шајка. Тоа е разликата. Значи не се прават кутлици. А францускиот начин? Францускиот начин, Имаш за разлика од ова половината, веќе нема тука. Тука францускиот начин од 8 до 12 сантима. значи тоа е многу помала површина. Многу помала површина, да, многу помала површина и шумарите беа надлежни за тоа, со метрото иде ако повеќе си. И денеска, делкали. значи останавте вие сепак на францускиот начин. Да, и денеска тоа е веќе, можам да речам, па више од 60-70 години, више се француски се работи борат. Што покрај македонскиот начин на живење го спомнавме, значи германскиот, Да. кој бил во пократок период тука. За една година. И од 1950-тите таму, 60-тите години, И после па до ден денеска, денес се францускиот употребува метод со на работа. француските. Да. Што е разликата? Да ни покажеш едно дрво од француски метод нешто. Па еве овдека има, овие се наредени. Ова е француски. Ова француски исто, ама широко смоларено, не од 8 до 12 сантима, зашто сега нема некои претњи, зашто толку, зашто тоа, нема контроли, не вршат. Ова во кој период е поставено ова вака? Овај дел. Овој период овде 3 години го имам смоларено, од плекчето до горе 3 години овдека. 3 години е делкано. Да, а инаку и овој тече исто како тој бор, еве се познава по лонците. Овие лонци све тој полнел од двете страни. Одава Од дел кај ги лонче. наоѓате овие лончина? Па овие лонци заедно со приборот со теслите, заедно од пролете Скопје преку магазин ми се набавени. Уште на германски кога се работеше таа година се добиени и лончиња и приборот за работа тесли, Колку сругои. години едно лонче може да служи? Па поради заштита од смолава, еве овие лончиња, па еве браќата се починати, татко ми што се вели пред тоа почина, значи овие лончиња се земени преку 100 години. Браво. Преку 100 години, значи татко ми живеел во времето, него се набавени, браќа еве се починати и еве и ден денески работиме, ама благодарение на смолата. Смолата внатри одржува за да не распаѓа. Ретко некое лонче ќе распадне, ретко. Значи смолата е еден вид како изолатор. Изолатор, заштитник за да не распаѓа, бидејќи се од земја правени. А ова дрво, еве гледам од оваа страна веќе имате ново Да, ставено. ново. Ова значи сега по најново. Да, на француски начин смоларено, еве како се местат шилките. Еве плекчето, ете одоздола му се става на лончето, се мери, му се става шајка за да се зацврсти да не паѓа. Иако свињите диви знаат и да го клоснат некогаш ќе Па помине. сега нивно е. И еве прво делкање, колку смола пуштило за почеток. Така. После... Ова е од оваа година? Да, за почеток од прво делкање ова смола е пуштено, а после Сега, понатака например, повеќе ќе тече. Да, сега ние например сме наутро дојдени овдека. Да. И кога е уште ладно, меѓутоа ијуни, 20 ијуни. Меѓутоа сакам да ми кажете ова лонче од прилика за колку време би се наполнило? Има дрва што течат многу, 2 делкања полно лончето. Затоа се лонците резерва. Так. Од 2 делкања се полни, го оставаш тука, него ставаш друго. Тоа се полни, го оставаш доле, ставаш трето. Тоа се полни, Так. го ставаш доле, ставаш четврто. Значи вакви дрва во целиот бор што го смоларам има околу 4-5 дрва. Што највише тече што полнат по 4-5 лонци на едно собирање. А што мислите, што го предизвикува ова убаво стебло, еве и другиве стебла, ама што ова стебло е толку доходовно Па тоа природата го создала така, не коментар други не можам да кажам. Сортата е иста, значи врстата е црн иста. боје, исто Природава е све. иста, еве на иста Почвата надморска кај што висина, се почвата. иста почва, све, меѓутоа разлика во течењето има барем ако не појќено
7-8 врсти на бор, кој повеќе тече, кој помалку, кој... Ова како се вика овој дел вака? Ајде објаснете. Овие дрвени шилки се прават, заоштрени се од долниот дел кај што секачот кај што ќе го ставиме, Така. ќе го извадиме секачот, ќе каваме шилката и со чекич ќе Да. чукнеме за убаво да навлезе. Значи од таа страна се оштри, од оваа страна се тупи. Така. Ова исто од борие дрвово? Да, исто од борие. Да не скапува. Да, да. Ова после како се вика овој дел? Овие плекчиња се правени со ножички, овие што се за плек. Ние и кроиме дома, не се купува, Добро, ние од плеки да. правиме. Значи подиректно да како паѓа нова, во... како нова ова работа, зашто со стругоите тешко одеше многу. Сега за да му направиш на лончево со стругом треба целиот напор да вршиш, па со тесла дола да оделкаш. Овие дел овде свеза да се зарами, за да може лончето убаво да влезе, да не подкапува смолата, него директно да влегува. Сега како иновација, нас тоа ми беше потешко, измислив некако иновација, ова брзо се мести, полесно е за човекот. Радивој, ова е вашата шума. Да, наша лично собствена, да. И сега што дојдовме до кај не донесе вака. Сега да покажеме практично како се реди на француски. Ова е карактеристичен бор или како и сите борови? Како и сите борови, сега од едната страна се работи од порано од неколку години, меѓутоа сега да покажеме редослед како се средува борот за да го смолариш. Прво му се одзема дебелава кора со секира, барем едно метро, пажливо да не ја повредиш дола другата коричка. Значи не сме да се повреди, ако ја повредиш, на тоа место смола не течат. Мораш да го преместиш на друга страна. Затоа внимателно мора со секирата, нежно, полека, само горната кора дебелата да се симне. Колку години ова дрво не е смоларено? Еве, например, оваа кора е стара или прв пат сега? Па видите, нагоре од 100 години има старост дрвото. Да, нагоре од 100 години има. Инаку јас го смолараме од другава страна едно 4 години. Сега од оваа страна да покажеме како се средува. До земја мора да биде кората симната. Море тоа, ете тука го штети или не? Добро, тука ќе нема да биде штетено, тука ќе го засечеме, тука ќе почнеме да уредиме. Така, значи од најзова. Не е проблем за него, тука да не биде нагоре штетено. Колку дрва вака во текот на една година нови поставувате? Па, порано со брат ми, постариот кога работевне 2000 дрва. 2000 дрва, 2000 лунци. Од тие дрва 3 пати го собиравне борот и 4ти пат таа што лепи смолата одма ја собиравне, некако сега ја неколку години што се оставил. Значи 2000 кила смола од тие 2000 дрва. Убави пари. Кошташе смолата неверојатно. Убави пари. Да. Една година работевне од еден комшија, исто е тој бор колку нас, околу 20 хектари. И он 2000 дрва и овие 4000 дрва за 2 дена смиделкале. Од сабајле јадење земено, вода јадење до вечер, до да зајде сонце. Тоа е дел од упорноста на луѓето. Нашиот бор еден ден од сабајле станување во 3,5 часот. Двајцата до вечер 2000 дрва подбелени, делкани. Наредниот ден од комшиите што земавме делот, напола земено, нели колку ќе заработиме, пола ними, пола на нас. Наредниот ден исто од сабајле до вечер, пауза тука ќе направиме за доручек, си носиме со нас вода јадење, дома идење нема. Додека не го завршиме мрака, ако ме фати, мрак ќе ме фати, 2000 дрва мора се завршат.
После оти дома ме чека, јас како помлад, 11 години помлад од брат ми. Одма ме чекат пролет, копање пчелка и редо ги работи. Вика, брат ми вика, па без нас вика не починаат овие домашни. Вика, други главни. Така, така. И еве сега ова веќе го привршивме првата фаза, кората ваѓање. Сега земаме Тесла, прво ќе расчистиме теренов, да ми не смета. Тоа треба да си имам со мене грибленце, ама јас сега не зедов. Грибленце да си се расчисти теренов за да можеш да работиш, се работи на колена. Не можеш успрено овде да работиш бидејќи не е горе вамо, него доле. Мора на колена да работиш и сега земаме прибор од друге, земаме теслата. Прво теслата земаме, што треба да одделнеме прво, после се местат шилките и плек. Вака. Сега со главната тесла која е за подбелување на борот, таа мора да биде као жилет оштра. Значи во торбава носиш ти си од алат тоа што ти Да, треба. се што е денеска потребно, за да, работа. се што е потребно комплет, алатот го носиме со себе. Вака, и сега на известна висина овде ќе одделнеме, за да можеме после лончето да имаме место кај да поставиме. Сега овдека ќе одделнеме. И тоа убаво ќе одделнеме. Ќе го направиме округло. Еден бор за колку минути, за колку време се поставува канчето, пример? Па не оди повеќе од 5 минута, не верувам повеќе. Јас не сум го мерал времето, меѓутоа не верувам повеќе од 5 минута. Сега го земаме секот, да му направиме за шилките, да ги поставиме. Под косина се ставаат исто шилките. Со чук се чука. Да завлезе внатре малце, за да шилката се намести убаво. Шилките исто се борови, така овде? Исто борови, Све бидејќи со бор. смоларено тоа е јако. Така, едната шилка наместивме, сега исто косо ја местиме другата шилка. Многу напорна работа. Па напорна и интересна. Интересно, да. Така. Тука му се остава мал простор за да не се собира после смола да лепи, му се остава простор за да тече на плекчето и во лончето право. Сега го земаме другото тесличе кое е специјално за плекот поставување, под косина исто. Тоа е за облено малце. За облено, да, како плекот што е. Те плекчината сами дома се ги правите или Да, ги плекчињата порачувате? сами од пек. Не, лично само дома и правиме. Так. И сега тесличката се подига нагоре за да влезе малце плекот и се почукнува да се стегне. Ако нема место за шајка, така го ставаме, па кој ќе понагоре шајка, али јате Ова сега. е бидејќи прво, да речам, поставување на... Да, почетно. Така, почетно и Да. затоа нема потреба од шајка. А кога е нешто повисоко, значи тука ставате шајка Да. за да може грнчето да... Да, за лончето за одржи, иначе вака овде нема потреба, бидејќи е ниско доле, ќе му ставиме коричка и ќе го притегнеме и нема проблем. Тоа. Ова е француски начин на Француски смоларење. начин на работа. Еве веќе Така. ова дрво е средено. И за колку време ова ќе почне да капе? Ова ќе си капе што ќе капе за известен период, меѓутоа месец дена не смее да се делка. Така. Значи, во почеток кога местиш вака, месец дена дрвото ќе прележи. Значи, тачно месец дена. Додека старо делкано овде, тоа само 2 недели, значи. Еднаш ќе оделнеш како ние таму што гледавде и после 2 недели ќе преседуе. Оди од оваа страна, ми кажеш. На пример, ова кој ќе делкаме овде, сега 2 недели само треба да преседите, без да се делка више. После Така. на секој трети, А четврти овде ден се делка. лонче нема да ставате? Овде нема ставено лонче, ќе ви покажем.
Иако е сеја тврда смолата, таа наесен е мека, бидејќи се смолари дрвото и самата ја омекнува оваа сурганица, викаме ја омекнува и наесен лесно се сруже. И сега го зедов плекон, затоа го зедов тесличкава. Ова дрво ќе покажеме како се сруже, значи ќе го исружам смолата и после ќе го ставам понагоре. Да. А со оваа Да смола, изменам. што ќе се случува со оваа смола? Ова смола што лепи на дрво сосема малку нефт содржи, терпентин. Значи ова што е меката смола, многу терпентин излага, на од еден казан преку 10 литри излага. Меѓутоа ова мора да ја мешаме во казанот кој вариме да има и мека смола. Само со оваа тврда смола ќе ни се расипе казанот ќе загори, зашто ова малу нефт содржи. Меѓутоа за цената за продажба иста цена си е, дали е мека или како ќе се свари, цената исто си е носи, да, нема разлика. Сега за да го смениме лончево, треба оваа смола да ја истругам. Ето е овдека се поставува. Ова како се вика? Па ова е правено од обичен плек е правено, да, иначе посебно име нема. Значи кој еден вид лопата. Па као лопата, ете, рачунајќи, меѓутоа посебно име нема, се потпира овде директно кај што е плекчево и со колено, за да ти не паѓа, и со двете раце, не оштро теслата в дрво, него малце поумерена и со двете раце, иако сега е тврда смолата, наесен е, Помека. па со самото делкање и таа омекнува од смолата мека. Али сега, пошто па е топло времево, па може да се работи, со двете раце, со тесличка, ова само за тоа служи тесличка, за сружење. Значи се ја одгрибуваш ти фактички ланската смола. Ова е од 4 години, да. Од 4 години ова е смоларено и не е собирана оваа смола што е на дрво, сруганица викаме. А, например, што би се случило сега со дрво ако не ја собереш? Ова ќе зарасте, така? Ништо, она ќе се зараснува полека, смолата ќе се остане кај што си е на дрвото, нема штета дрвото никаква. Ако не ја искористиш, ќе си остане така, а дрвото борот многу споро зараснува. И си зараснува полека. Да. Мајка природа. Да, Природата, значи нема граници и да апсолутно. се чуди човек што се може природата Да даде, да се даде. така е. И сега со оваа сувава смола, фактички вие рековте ќе ја мешате со Со смола мека за смола. казанот и да се не оштетува казанот. да не се оштетува. Да. А значи е потешко ова да се обработи сама. Па сама нема нефт да содржи и може и да загори казанот, да направи проблем. Сега шилките ваѓаме. Со истава тесличка и очистуваме за наредно. Едната очистивне. Сега ваѓаме другата. Да, остана залепена тука на дрвото. И сега оздола нагоре, бидејќи не може инаку. Обратно теслата ќе ставиме и да се собере баш кај што има највеќе, овде највише има кај шилките. Тука најмногу се Да, највише допира тука. Имаш нешто посадка или во што ќе во тоа ќе Во носиш? кантине ќе стане. Да. Ете така, ако ми падне негде повеќе ќе ја собереме ако има паднато, али пред да ја сружам смолата вака, јас теренот го чистам. Дури сум плавал и најлон. Ќе очистам теренот и ќе му ставам најлон и ситно и крупно, ако ми падне или ветер дуа, таа е лесна и ќе ја соберам. Сега со истата процедура починаме, ќе го делнеме прво борот. Со сружење завршивме. И ова значи само по толку 5 сантими до 10 се оди на одронување на боровава кора. Па пола сантим во здраво се оди со теслата, а и околу пола сантим длабоко, не треба многу длабоко да се делка. Не треба длабоко. Сега идеме со шилките местење. Со истата процедура. Да, како и порано. Има некои многу тврди борија, тврде дрва. Потешко и да, некои се
помеки, побрзо иде секот. Тоа зависи од број Да, на има годините или од сортата? Не, ништо? такви се дрвата, исто као со течењето така, некој се потврди дрва, некој се помеки дрва. Идеме другата шилка местиме. Кога цвета борот? Во јуни? Во Мај, цел месец мај. Цел месец. Цел месец, да. Има, сте забележале пчели доваѓаат Како не вака, доваѓа? пчеларството? Еве на новија стариве дрва, јас сум приметил пчели на стариве што се смоларени без разлика од колку години смоларени и пијат на смолата. И затоа и медот е лечлив, каде што поседува бор. Имате и пчелари овдека во Поречиево, во па, Требовле, во Требовле има еден 100 сандаци, има дракше се вика. Ние колку за своја потреба, неколку души имаме тука за своја потреба, ама медот универзален, неверојатен убав мед. Значи и ливадски, фаќа малку и костен од растешкиот дел, Така. ливадски и од Комбиниран. боров, значи најубав мед, универзален мед, најубав мед. Еве сега тесличката да наместиме плякчето. Како е цената на медот овдека? Па да ви кажам искрено, лани беше 1000 денара. Оваа година 650-700 зависи. Да, а инаку ланска година дојде до 1000 денара. Да. Дади, кај отиде? Види бе кај на дрво што местевне клештите ке се... еве, ви ќе мочорат. Опа, и ние... Па не, ја овде позади, ја не видов. Ево, вака сега го ваѓаме плекчето, го очистуваме малце. И сега ќе го поставиме на свое место. Така, ја ваѓаме шајката. Земаме лончето да мериме. Од кај се купувани овие од Велес, од Овие Грнчари? снабдуваше фабриката Пролетер, што вршеше откуп за смолата. Целиот прибор за работа и лончињата Пролетер Скопје и снабдуваше преку магацините. Така, ја помислив од Поречиево, некои Не, села не. што прават грнчарство. Директно фабриката и снабдуваше. Ете сега лончето ќе поставиме. Одлично, насмејаме дури. Радивој, ние денеска ви благодариме што бевте наш соработник, Нема да го проблем. реализираме овој проект. Баш интересен И проект. да се надеваме дека треба да дојдеме за еден месец, некаде околу јули. Да, август месец. Јули за да Јули, за да ја собереме да, јули да ја собереме смолата. смолата, а во август кај 10 негде да ја куваме. Еве сега стигнавме во борот за собирање на смолата. Радивој, да ве прашам ја вас, ова кантава не ви е тешка, како е начинот на Кантата носење? 20 килограми, за маш не е тешка. За кратко, ако треба и ќе пауза ќе направиме, ако идеме од бреке, например, не е све рамно. Ако идеме 200 метри од оздола, некаде и пауза ќе направиме и пак ќе продолжиме Ова следење. рачкава зашо ви служи? Рачкава исто за да ја подигнеш и наравно да ја носиш. Не може враце да се носи од кантата полна, не може доле на земја ти удира.
А вака полесно можеш и подалеку транспорт да отидеш. Така. А за собирање на смолава, Тоа- тоа е посебен налог? Порано дрвени правиме самите лопатчиња, меѓутоа тие дрво се тупи, дрвото и не собира смолата убаво. И така направине на мајстор железни лопатчиња, полесно се собира смолата и побрзо. Да. Сега дојдовме да собираме смолата. 20 јули, Так. сега се полни лончињата и треба да ја собираме. А колку, например, во текот на денот на едно идење, колку лончина вакви би можело да се соберат? Па да ви кажам искрено, јас порано работев околу 600 дрва за еден ден и собирам се. Ама до вечер, одење дома не. 600 дрва се ќе соберам, тоа некаде околу 300 кила ќе испаднет, 3 пати бере околу 900.000 кила. Дали може денешните млади ова да го сработат, да го замислат и да го сработат? Еве, ко вие што сте имале желба од дете, од возрасен, од денеска, еве ти си дедо на твоите Па внуци. бидејќи не се бавеле од детинство и нешто не им е познато, ова лесно се научи, овие занад лесно се учи, нема проблеми овде, нема менење ламери и тоа те работи, се знае каков прибор треба, каков алат треба. Кој е заинтересиран, многу брзо се учи, меѓутоа од деца не се бавеле со тоа и некако не ги интересира. Колку е стар овој бор? Па стар борот сигурно нагоре од 100 години, може и 150 да е, зашто борот е најспоро дрво што расте, најспоро. Колку пати е собирана смолата, еве спрема вашиве редења на... Па довдека е 3 години работен, до Плекчево. И од овде навака е уште 3 работен и уште една се ќе работам и после ќе менјам. Значи, што значи уште ова година довде ќе ги работам 7 години. 7 години. Па тоа е успех и за вас и... Да, успех и Толку дрво. голема екзистенција. Убави пари се заработуваат, само кој сака да работи. Кој сака да работи. А рацете смола и што се не смета ништо. Ниту зараза има, ниту ништо. Самиот производ што го од смолава, нефто што го произведуваме, со него и чистиме и рацете. Дома, ќе туриме и ќе очистиме, нема проблем. Еве јас залепив едно Да. и... Важно, нема ни зарази, нема ништо, чисто природно и лековито чак. Нема проблем Каде никако. го продавате? Има ли побарувачка за... Побарувачка има претежно гостивар и Тетово. Имаме трговци, Тетово и Гостивар и ретко од манастириве некој зема за правење свети таму за ова друго, кога се викаше ова. Не ми текнува се што става да чади. Темја? Темјан. Значи манастирите мала работа зема или приватници некој кој се јави за лек ќе земе на пример една тегла или Сакате да кажете дека трнато е се на вештачка? тоа е работата. Вештачката работа смета кај нас. Смолава мека, смолава мека, ако човек се утепа лошо, му излезе модрица. Значи не треба на лекар да оди, од смолава малце во едно финџалче ќе стави и помалу водичка по неколку капки ќе му тура и како за торта вие кога мешате 9 пати. Водичка помалу се тура и 9 пати се меша и колку што е ова бела сега уште повеќе ќе обеле смолата и се лепи на болното место кај што е модрица направена од утопаното. И му се става селотеп чист. Не е новина некој печатени тие за заразни, него чист селотеп, ќе му стави крпа од озгора, 24 часа не ја ваѓаш лепенката. Со смола нема ни модрица, ни последици, ни па вакцини примање. Нема ништо од тоа. Заврши. Природен начин што 100% га со гаранција. Само да го практикуваш како што треба да го практикуваш. Да. И се што преме со канчево со... Сега канчево и собираме во бератна канта. Ова е бератна, со ова одиме од бор на бор со ова бератна и после тураме во други канти. Сега во неа прво и собираме со лопачето. Не да ми тече горе удолу, него... Така, секоја капка е вредна. Да, како што... Треба да се внимава. Да, треба да се внимава. Го чистиш лопачето од кантата и поново се додека осеќаш дека има, го испразниш, го ставаш поново на борот. Лончето за друга тура.
малу тешко излага е ново. Ама тоа за да одржи капакот приликом транспорт, за да не би се истурила смолата. Радивој, по колку кила обично собирате смола кога доваѓате? На едно идење, од прилика, така? Па порано кога беше комплет борособратни, кога работевме околу 2000 лонци, некаде се собираше по 500 кила на собирање. Тоа е прилично. Да, по 500 И кила. со што идевте кога немавте джип? Со што идевте овде? Па, главно превозно средство коњот. Коњот. Со коњот. По колку коња чуват? Па некогаш и два татком имаше, после еден, ама бидејќи транспортот оддалечен од овде до Брезница магазинот, го земавме коњот од комшиите. Зади тоариме повеќе смола да однесеме. Кој ќе оди он, после ние коњот ќе му даеме, нему за да иде со два коња, да не иде со еден коњ, а каде Брезница со километри од овде од Требавле. И, значи, од шума до дома буриња, имаше смоларници направено тие во земја големи, значи од дома, од бор до дома со коњ. Од тука за носење до магазин смолата пак со коњ. Тоа било главно превозно средство. Да. Па сега затоа имате джипови, имате Да, други помошни средства. Сега имаме и тракторче, Тома Винковиќ, со него некогаш идам. Еве сега ќе тураме во Садоеве. Кајмак, смолава. Прва класа. Прва класа, бре. Ова затоа кој ќе ја куваме овде што има негде боцки паѓано или ова од делканото негде, иначе ја поклопче ставам на лончињена за да ми не става паѓа делканки. Меѓутоа некој ќе промаши, ама затоа кога ја куваме, тога и клаваме сито. Ќе клаваме на дупката кај што е со вода два профила, да не биде дрво, може да се запали дрвото, од јака температура е. Два профила и ќе му ставиме сито и за да биде чиста смолата за продавање. Да не муштеријата да не вика не е чиста или не знам што. Нема промашување кај вас тука. Мора да се сработи се како што треба. Апсолутно, мора да биде прецизно, педантно, земеш за тоа пари. И ова сега се херметички се затвора за да не ви се истори, бидејќи... Да, дури и лепевне на моменти, само се овие стари кантите, разбираш, кога биле нови тие лесно се затворале. Ама стари се кантите, затоа и лепевне ќе земеме малце испод ними мов. Мов, овој обичен мов. И ќе му ставиме дола прво мов за да диктуе од летно време, сега ништо не е тенка. Кој ќе собираме уште потенка смолата. И затоа и мов ќе му ставиме. Ај, добар ден, домаќини. Добар ден. Како сте? Добро. Денеска ќе вариме нефт. Да, ќе вариме смола и нефт ќе ваѓаме терпентини, ако стручно се вика. Па добро, ајде да видиме што ќе ни покажете денеска од вашава технологија. Повелете. Ова е лично твоја казарница, така? Да, лично наша е. Едниот дел казанот е за ракија, овој дел е за смола варење. Така. Колку години имат овај казан? Баѓи стар Па некако? овој казан, уште баба ми го купи од Скопје некогаш, го купила, ми објаснуваше, ја малечок бев, и тоа вежена го донела, бидејќи коњот бил тоарен со друга роба. И преку Нова Брезница, преку Здујње и го донела овдека, што значи казанот има преку 200 години. Значи баба ми се служила, татко ми, еве ние, јас имам преку 70 години, значи преку 200 години со казано се служиме, баба што го купила. Колку пати во текот на годината варите смола? Па порано, кога бевме активни производители, преку 10 казани. Значи, изнад 10 казани смола кувавме. Значи, доста искористен казан. Да, доста искористен казан. Некое време после татко ми го пренамени за ракија да вари. Значи, кога варија тогаш смола, капаците беа земјени. Има од блаце, значи они имаа тамо, занајатот им беше не ими грнчарски во блаце, и ќе нарачаа капак, димензија казанот им дав димензија колкава, и ќе порачаа казан, и со земјени казани долг период се работеше. Меѓутоа, земјата пука што
не може да биде издржлива, татко ми со жица наоколу ќе го врзе на неколку места за подолг период да го користи. И од озгора имаше направено едно како ваганче на самиот капак и тука вода татко ми ќе му тури. Значи немаше како сега посебно за ладење. Откако реши он го преориентира за да вари ракија, го проба прво со капакот земјен, меѓутоа капакот напиен од нефтот и ракијава мириса на нефт, на терпентин. И мајка ми вика, како ќе чекаш, гости вика со ваква ракија, вика ова е лековита, ја ќе ја пијам, а во други казан од комшије ќе свариме, вика за гости. Да, и стварно татко ми таква ракија и све испи, мислам, никаков проблем немаше, 90 години татко ми живееше. Сега во тој период, више јас како нараснав, јас како почев да работам, више имаше казан братуче до двојсле тука до нас од комшија. Варевне ракија таму, јас го приоритирав поново за смола. А ова колку години има ова земјава, камењава, Зиданово, колку години отприлика? Он е президуван, значи сега моментално може да има 20 години и нешто како е зидан, инаку е президуван он. А вие во текот на годината колку пати варите? Па, Сега, во сегашни услови? Во сегашни услови може 2-3 казани да се сварат, бидејќи не сме активни толку да работиме. А може би населението нема потрошувачка? Потрошувачка има, меѓутоа нема кој да го работи, треба да се работи, не е тоа едноставно. Треба да се среди борот, да се намести, да се кува, кувањето е многу специфично, многу тешко е за кување, бидејќи не е ова ракија комиња, него ова под голема температура работи, така што треба голема внимателност. Во почетокот не смееш да му дадеш силен огон, може во воздух да го фрли целиот капак и да направи пожар. Затоа што содржи во смолата, макар што ние лончињата и цедим од атмосферска вода кога врнем, меѓутоа од 600 лончиња мора ќе остане 2 литра најмалце вода. Не може да се исцеди скроз. И покрај атмосферската вода има и природен сок што содржи борот што се храни и тоа е во вид на вода. И се додека таа вода што ја има самиот сок борот и атмосферска вода, све додека истера, значи низ луля, со тивок огон, све тоа едно 2 часа и 2,5 часа ќе отиде време се додека се прочисти. Кога ќе се прочисти, лулава сама дава сигнал, посебен сигнал, дава знак дека смолата прочистена и можеш огнот да најачиш од 30 на 80% да го појачиш огнот и тогаш ќе пушти молзарец нормално како ракијава што течеме, така исто ќе си пушти молзарец таму. Значи водата е истерана, нема проблем да има. Инаку заборавив да ви кажам, казанот е од 100 литра, од 100 килограми, а ние тураме околу 70. Не смее да биде полн, бидејќи при самото варење смолава се дига као благо млеко, се крева нагоре, така смолава мора да има комоција, значи 20 сантима да го ставиме попразен казанот и капаков доволно висок, така да не доаѓа до мал просек на качување на огнот, може да истече смола низ лула. Ова приметувате малце кога да чади, тоа е или Тоа при самата температура глинава испукува и ова е терпентин што е црно што се гледали, нема никаква опасност. Никаква опасност нема. И се тоа кој ќе туриме смолата, капакот го ставаме, со глина го запечатуваме и го заложуваме огнот, вода ќе приклучиме дистревово за ладење, бидејќи се до бољерот тука кај што има вода, излага во пареја и парејата тука со ладење се претвора во течност терпентин и си тече во садот таму, разбираш. Најмалку, мислам максимум кување е 6 часа. За да се извади кувана смолата, треба 6,5 часа максимум да се кува. Значи ова е сличен процес како варење ракија. Добро, со ракијата можеш денеска 3 казани да свариш. Меѓутоа со смолава само еден казан. Нема повеќе, бидејќи 6,5 часа има кување и после треба да се поново таму обработува. Колку беше часот вие кога го насадивте? Па, утрово 4 часот. Утрово 4 часот и сега
планираме Кога очекува дека пред 12, значи шасибол 7 часот максимум, нека е некогаш посилен ќе огнот, некогаш поне и така, мислам пред 12 треба да стигне кувана да биде смола. Еве сега смолата веќе е скувавне, сега починаме со друга процедура. Во оваа кадичка ја ладиме. Ставаме сито и гасење, смирување на смолата да се излади, бидејќи работи под голема температура, не сме со гола рака дозгора да се чепка, него со дрвце од страна да се собере малце, па после со рака од оздола, пошто под корена е смолата од оздола од ладната вода, и од оздола мора внимателно озгора да не се чепне со прст, да се стопи прстот. Мора со дрво прво да се одлепи смолата, зашто е преку све распространета, преку цела кадичка, и сега кога сме ја собрале малце со дрво, од доздола со раката може да се собира, бидејќи оздола има кора. Не е жешко, не е опасно. Откако ќе собереме во тесто, ја ваѓаме на масичка, смолата ваѓаме на масичка и ја сечеме во мали количини, во мали топчиња. И топчињата и правиме во посебна ладна вода и ставаме за да се изладат, најмалку пола сат ладење. Откако ќе се излада топчињата во ладнава вода и после може да се собира слободно во вреќа и нормално за продажба. Да. Мора повеќе луѓе да има, бидејќи таа се здрвува. Мора повеќе луѓе да има за да изработиме во топчиња и да ја ставиме да се лади. Мора да се внимава, иако е смолата тесто извадена, внатрешниот дел многу жешка. И содржи меури со вода, врела вода внатре. Мора да се внимава, може да се изгориш прстите. Така трае се таа процедура се додека во казанот има смола, да се извади во кадичкава, да се лади и да се собира во тесто и да се прави топчиња во ладна вода, да се става за да се изладат. И после тоа ќе бидат спремна за продажба.
Додека ја ладиме смолата, која се уште врела повише од 100 степени, 120, ќе изработиме до таа фаза да може слободно да работиме без опекотини. Бидејќи смолата или поточно латински колофониум стручен назив се користи од стари времења за производство на свеќи за во црквени свеќи, обични свеќи за домаќинство. Во поновава време историја се користи за депилацијски средства покрај изработка на свеќи. Во технологијата најчесто се употребува и ден денеска за производство на пасти за лемење. Тој е познат колофониум паста, која се лемат производи со калај или калајдисување. Друга намена нус производ е терпентиново масло, кое се користи во медицината за алерготестови и за реуматични болки. Луѓето ја користат и од порано, од стари времења. Позната е за лек како антиреуматик. Ние како семејство сме веќе 4-5 генерација кои ја произведуваме на овој начин. Тоа е класичен начин, кој што бил во од времења, традиционално. И сме меѓу последните кои изработуваат не во Балканот, него туку и во Европа. Само се помалку и помалку има производители, па полако изумира оваа традиција на производство на смола и етерично масло терпентин. Да. Правиме по-модерно. Уште еднаш голема благодарност до семејството на Чичко Радивој Китановски од село Требовље, така, и се надеваме дека еве идниве генерации, син, вашите внуци, Ќе вашата наследи сна, некој, да. ќе наследат и дека ова ќе биде еден потик за ова да не сме да изумира. Ја уште еднаш од срце ви благодарам. Еве, и нека биде тоа еден апел до сите млади, нека се потрудат да не ги забораваме Старите занаети. занаети. Ова е една сериозна работа, меѓутоа во современ стил, каде што смолата денеска може да се употреби во индустријата за Индустрија и козметика, за лековити работи. лековити средства, Да. и сите тоа. Голема благодарност уште еднаш. И од нас благодариме што бевте до целата присутни овде дека да фамилија. се сними емисија. Така. Ова емисија. Се надевам дека дечкиве се охрабрија и дека ќе продолжат по традицијата на својот дедо и баба, да го продолжат работењето на и изработката на смоларењето во село Требовље. Се надеваме некој од внуците ќе се поинтересира белки. Мора сите, Да. сите ќе се Да, заинтересираат. инаку занаетот е многу добар и платен финансиски, мислам, не е Так. џабе работење, Така. ама треба интерес. Треба Треба. мерак. Да се надеваме дека Ќе Господ, наследи некој, да. така, не, сите ќе ги наследат. Штом од мали се заинтересирани, дека ќе дојдат. Уште еднаш благодарам и пријатно. Благодариме и ние на вас. Пријатно.